Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно издание на подкастот на телевизија Алфа. И пред да ви ја најавам мојата вечерашна гостинка, чувствувам потреба да ви кажам, бидејќи добивам различни пораки за тоа дека ви недостига по некое политичко голицливо, да речам, или скокотливо, не голицливо, се разбира, скокотливо е вистинскиот термин, прашање кое што чепнува во политички теми. Целта на подкастот во суштина на телевизија Алфа е веројатно можеби најразличен од сите цели на другите подкасти кои имате прилика да ги гледате, а нашата цел пред и се, освен враќањето на вистинските вредности и вложувањето на јавна сцена за општествено добро преку јавните настапи на моите гости, е меѓу другото и да, барем ако успееме со една реченица или со некаква мисла да ве одвратиме од оние рутини, дневни мисли и така натаму кои пак вас ве влечат надолу или ве тираат да се откажете од вашите цели. Значи, идејата е да сепак да не звучам како популарните коучови или мотивацијски говорници, но целта ни е сепак да покажеме дека само љубовта кон одредена професија, кон татковината, кон себе си прети се може да не натера да останеме истрајни, никогаш да не се откажеме од она што е нашата цел, а верувам дека ова можеби најповеќе има потребно на новите генерации, на помладите кои се ентузијасти, меѓутоа и лесно можат да променат став или цел во животот, да се разочараат можеби и слично. Значи целта да не се повторувам ние таа, ако успееме барем на минута да ве одвратиме од лошите навики или рутини кои пак вас може да ве тргнат од вашата љубов професионална, животна и така натаму. Верувам дека ги постигнуваме тие цели на подкастот заради тоа што гледам како го восприемате и какви критики позитивни па и негативни добивам. Имате интересни предлози за гости и тоа многу ми значи. Дел од нив ги прифаќам и ви ги исполнувам, дел од нив ќе ги оставиме да почекаат. Вечерва имам гостинка дама која што е ајде да речеме една од ретките, ако не единствена, барем во институцијата во која работи и која се грижи, верували или не, и негува 20.000 македонски носии. Верувале или не, повторувам, 20.000 македонски носии се под нејзина надлежност да ги чува и негува, како тоа го прави, ќе ни го каже и ќе ни открие наскоро. Таа е магистар по етнологија и антропологија, таа е вработена во Музеот на Македонија, етнолог кустос по професија. Има објавено преку 10 научни трудови во меѓународни или учество на меѓународни конференции со собствени трудови. Прогласувана е и за најдобар музејски работник на Македонија. Дами и господа, вечерва во подкастот на телевизија Алфа е Наде Костадинова Спасеновска. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер. Благодарам на поканата. И кога го најавувам ова како 20.000 носи кои ги негуваш на дневно ниво, малтене сама во Музеот на Македонија, не можам да го прифатам како реалност и уште ми звучи, не знам, во земјајски што би рекле тинејџерите ми звучи нереално, наде како е можно? Така, ние во музеот имаме голема збирка, не само на народни носии, туку и од другата култура, материјалното богатство на Македонија. Носиите се бројката околу 20.000 значи, можеби народни парчиња. Од прилика толку, од кои 62 се изложени во етнолошката постапка како целосни народни носи, значи оригинални. Може да бидат видени практично. Да, музеот е отворен постојано, значи музејската поставка етнолошката, во кој се вклучени народните носии, значи може да ја видат посетителите, таа е отворена. За носиите се грижам јас, бидејќи таа збирка нели е под мое раководство, меѓутоа тука е уште исто еден колега со кој работиме заедно на збирката народни носии, но тука се и конзерваторите кои нели помагаат при одржувањето на народните носии, водичите при презентирањето на народната носија
емоција на посетителите, едукаторите ќе презентираат на децата и така натаму. Значи, сепак тоа е сите колеги. Тим, се разбира, меѓутоа повторно звучи малку бројката како квантитет на луѓе кои би требало ова сериозно да и посветено да го прават. Ќе дискутираме и за тоа. Еднакво ми е одвеќе чекам да слушнам, еднакво ми е важно, верувам и на публиката, како тоа се прави и тоа ќе не го откриеш. Поводот зошто си вечерва тука е промоцијата на 5-тото од твоите изданија. Тоа е издание во рамки, односно го издава Музеот на Македонија, но ти си единствен автор или еден од авторите, мислам дека беа. Единствен автор си, добро подпишаните други беа едитори и така натаму. Каталогот Невеста. Ние на Алфа имаме блок култура во рамки на информативните изданија за викенд и имав прилика да ти слушам и да го видам тоа интервју и така некако си велам ова е причина да бидеш и во подкастот гостинка. Промоцијата беше многу уникатна. Видов видео верзии на тоа баш како се шиеле носиите, девојка, ето така, девојка застаната, па буквално не ги монтираат ракавите, па тука е шиењето, многу интересна видео промоција, ме воодушеви, верувам и тоа е твоја идеја, или? Па да, сакав да биде нешто поразлично од начинот на досега, нели како ги презентираме каталозите, публикациите и така натаму, па мислев со начинот на кој што ќе прикажеме како се облекува таа народна носија, нели е многу поедукативно отколку само чиста промоција на каталогот, бидејќи тоа се работи за општеполска народна носија, невестинска, која е една од најкомплицираните невестински носи за облекување, бидејќи само по себе содржи 8 кошули кои што невестата ги облекува на себе, така да сето тоа не е толку едноставно. Сега во видеото нормално не можевме да прикажеме се, меѓутоа во глобала се прикажани сите делови кои што невестата нели ги облекува во општеполската нели народна носија. Така е. Ги спомена и младите и едукативноста на таквиот тип на промоција, тоа е нешто многу важно. Тука знам каков ентузијаст си, предавања во училишта во цела Македонија на многу интересни начини на твоите изданија ќе ги зборуваме и подолу во емисијата. Како да им ги доближиш на младите носиите и ова традиционална културна македонска историска тежина во условно кажано. И да им биде истовремено интересна, и да ја научат и да се запознаат со неа и да сватат колку се всушност богати што се родени на ова парче земја. Како настана Невеста и зошто каталогот? Ај прво од тука да почнеме. Невеста настана случајно, како и сите други идеи што ми доаѓаат нели повремено. Невеста е каталог кој опфаќа не само стручен нели дел, јас сакав малку да направам некој спој со поезијата, уметноста, за да може да биде поприемчив токму кај помладите, за да може нели да го видат, да се запознаат со делот од животот на жената во минатото и со народните носи. Па затоа тука можеме да видиме и да не речам уметничко дело, меѓутоа да, цртеж на девојка во народна носија, истата што е на корицата. Потоа има моја поезија Невеста, поезија од браќата Миладиновци, зборникот на Миладиновци, во која переубави навистина е прикажан тука се она што го опфаќа невестинството во една песна. Исто така, чисто кога пишувам, сакам да ги споделувам и чувствата на моите соговорнички. Бидејќи во етнологијата можеби малку поретко се прави сето тоа. Обично е нели споделувано материјалното или обичаите, токму онакви какви што биле. Меѓутоа, чувствата на тие што учествуваат во самите обичаи или на пример особено на жените, затоа многу ретко се пишува, па затоа јас во секој мој труд гледам што повеќе да го истакнам и тој дел, затоа што не секогаш жената била прашувана ни за чувствата, ни за тоа што требала да го прави нели во текот на животот. Затоа овдека имам
реченици, искази од соговорничките, значи што они мислат кога го запознале првпат со своето момче, кога ги побарало за жена или па во текот на свадбата, наутро кога се будат, кога свекрвата им дава одредени задачи и така натаму, така да сите тие се многу интересни. Најинтересен за мене е една моја соговорничка од Куманово, која едноставно ми одговори судбина. Така да, тоа е тоа. Судбина. Така е. Добро, интересна е перцепцијата на жените во минатото кон својата позиција во тоа време, лишени од многу можности кои ние сега ги имаме во денешницата или во модерното време, во нивното модерно тогашно време, си ја почитувале својата позиција, колку и да била ваква или онаква, колку и да биле назад со развојот, не знам, во можностите да работат тоа што сакаат професионално да се развиваат, па и да се едуцираат, нели? Ако сакаме да навлегуваме одделно, ама сепак знаеле да си ја почитуваат својата улога. Сега некако како малку повеќе да ни доминира понекогаш машката енергија, се сложуваш? Да. Добро, и тоа е друга тема, си бара посебна емисија, како и да е. Твојата професија, дискутиравме пред да влеземе во студиово, е апсолутно практично дефицитарна, бидејќи се запишуваат по еден по двајца студенти на антропологија, етнологија и така натаму, и е жална информација во секој случај. Ама тоа еве ќе го разглобиме како твоја љубов до крајот на овој подкаст, па можеби ќе мотивираме и ќе повикаме младите да почнат да го сакаат овој начин на живење, на работење кој е полн љубов кон македонската култура и традиција, но сакам да се вратиш ти во детството, зошто ти ова го избра? Па вака, јас многу љубев да пишувам, сакам да истражувам, да работам креативни работи. Јас никогаш не работам само една работа, тука мора да бидат вклучени уште неколку од различни бранши работи, така функционирам, неспојливи. И можам да кажам дека на некој начин етнологијата ме најде мене, а не јас неа. Јас никогаш не помислив дека ќе одам на тој факултет, едноставно го сакав тоа што го сакав и кога истражував, тој испадна дека етнологија. Поради тоа и се запишав на тој факултет и буквално се пронајдов себе си, бидејќи етнологијата но навистина голямо поле на изразување на себе си. Етнологијата не е само минатото, носиите и сето тоа, етнологијата и антропологијата се едно цел живот на човекот, еден век. Така да од минатото до сегашноста, како ние сме живееле во минатото, меѓутоа и како живееме денеска. Јас затоа и во моите трудови секогаш сакам да го направам тој континуитет, например од како жената живеела во минатото до како живеела денеска, например. Ги земам жените како пример, бидејќи тие се една ризница на истражувања која што навистина нема дно. Бидејќи тие се тие што ја чувале традицијата, што ја пренесувале, што ја чувале често на семејството, што исто така ја пренесувале и заштитувале. Заради тоа, но исто така и денеска, жената така го продолжува светот со својата биолошка функција, со репродукцијата. Исто така етнологијата е нешто што човек буквално може да се искаже себе си во било која насока, дали е пишувањето, изложба, може би некоја друга уметност, друга форма на уметност преку која можеш да се искажеш себе си, а при тоа и да се зачува традицијата, културата, она што не карактеризира нас како народ. Ѓаволски е тешка твојата позиција, знаејќи прво за какво богатство водиш сметка или се наоѓа под твоја надлежност на некој начин, иако рековме дека станува збор за тим, но одговорноста клучна си ти во овој случај 20.000 носи и друг тип на богатство со кое располага или кое музејски се чува. Учества на меѓународни конференции кои често пати, односно знам бидејќи работам и во академската фела,
знам дека самите си ги финансираме и одиме и учествуваме и пишуваме трудови, тоа ти го правиш, имаш преку 10-12 труда објавени, односно со кои си учествувала на меѓународни конференции. Зарем не те предомислија родителите кога одлучува да го правиш, бидејќи сигурна сум дека знаеле низ каков животен процес ќе поминуваш. Да, ова е твојата љубов, зарачиш кога зборуваш за твојата професија, меѓутоа пак на некој начин можеби полесно ќе си се поминала ако си била, не знам, економист, правник, не знам, информатичар, например. Јас етнологијата сум работена во музеот 10 години. Значи, претходно работев од фризер па до раководител, управител на фирми, шеф на магазини, на 30 продавници во Скопје, 20 во Србија. Имав своја фирма со 3 дуќани, така да сум работела се и се што. Затоа и викам, човек кој ќе дипломира можеби и не мора веднаш да се вклучи во својата струка, што повеќе познавање имаме од повеќе области, не само што не прави побогати, туку многу полесно се вклучуваме и подоцна во, да не речам, вистинскиот дел, нели, по кој треба да одиме, вистинскиот пат од тоа, нели, што сме завршила, бидејќи навистина е благослов човек да може да работи тоа што го студирал. И што го сака. Так, да. Затоа и апелирам и до сите и млади луѓе, ако навистина да го работат тоа што го сака, да го работат со навистина со жар, со љубов, а не само, нели, да одиме на своите работни места и да, има еден да многу не се интересен максимум. На последното предавање со студентите гледавме еден многу интересен говор на Стив Џобс, мотивацијски, во кој вели, меѓу другото ќе парафразирам, четвртиот или третиот елемент вели на мојот успех е смртта. Зошто? Затоа што љубовта ја давам кон работата и кон она што го сакам на дневно ниво, како да ќе умрам. Так. Во следниот миг. Колку тоа е важно во твојава професија, бидејќи повторно ќе нагласувам и цела вечер тоа ќе го повторувам, 20.000 вредни македонско наследство, парчиња кои, ај тука мала дигресија да направиме во сума на пари, колку се овие 20.000? Тоа за мене тоа се безценети, немаат цена. Тие се безценети, некои се прва категорија, другите се од особено значење. Знаеш зошто те прашувам, бидејќи имавме еден немил настан пред, да речеме, некој месец можеби, кога беа украдени македонски носи, па беа фатени оние кои што тоа се обиделе да го направат на граничен премин со Бугарија, чинам и така некако, но ета баш заради тоа тие се безценети, меѓутоа нивната вредност е баш таква. Да, вредност има голема, има доста и такви случаеви, меѓутоа затоа малку мора посериозно да се запрашаме и да ги следиме тие работи. Значи нашето културно богатство не сме да се изнесува, доста изнесено, така да треба да го зачуваме она што го имаме тука. Колку е важно да работиш како да е последен ден со така вложување на собствената љубов кон работата, за да го издржиш ова што ти го правиш на дневно ниво? Јас цело време правам така да мислам дека е многу важно, затоа што кај мене важи тоа правило што можеш денес не оставај за утре. И кај мене. Јас се водам со тоа цел живот и во приватноста и во својата работа и навистина е така, бидејќи доколку работиме што повеќе, како нели да ни е последен ден, повеќе ќе постигнеме. И повеќе ќе биде видлива и нашата работа, па и сето тоа што јас во моментов треба да го зачувам и за наредните поколенија. Ајде сега да го објасниме денот на дневно ниво, што значи како се негува. Еве, например, народните носи најпластично, имаат, се одржуваат, например, да, секој ден, меѓутоа тие секој ден се заштитени. Тоа што ни е во депо е заштитено, има соодветен начин на кој се чуваат народните носи, тоа веќе си е во музеот со години истиот начин според стандардите кои што се препишани за заштита, тие ги одредуваат, тие ги проверуваат и конзерваторите заедно со нас. Ревизија се прави на секои 5 години. И тука се проверува и колку дали има некој оштетување на народната носија или на останатите нели музејски предмети или нема. Се прави повторна заштита
тие што се во поставка на родните носи, тие исто така се заштитени бидејќи се во витрини, ставени се во витрини, меѓутоа ние подразбира по соодветна температура, прашина, како тука тоа се решава, како во витрините се заштитени и од прашина и од инсекти. Меѓутоа исто може да се исчистат например на 2-3 години. Ние скоро правевме чистење на народните носи во витрините, значи една по една е исчистена, средена и повторно вратена на лице место. Тоа го правиме заедно со конзерваторите кои што си имаат определени средства, нели со кои што го прават тоа чистење. И секако првичното е со прво смукалка која што го смукува правот од носијата и на тој начин е она примарното кое што може кустосот како кустос да го направи, а се понатаму ако носијата е оштетена се дава на конзервација и тоа е трајното зачувување на народната носија. Тие прават значи со процес кој што е малку подолг, бидејќи зависи како е оштетена народната носија, дали е изедена од молци, дали има дупки, прорачување на материјалот и така натаму. Значи, нивната улога е еднаква важна, меѓутоа имало ли некоја, не знам, непредвидена, несакана случка за која, во рамки на овој процес, па, например, потоа се повикува некој на одговорност, кој што него соодветно чува парчето или како и да е. До сега не знам дека некој се повикал на некоја одговорност во рамки на мојот музеј или на музеите, не ми е познато тоа. Меѓутоа да треба, сите ние сме одговорни за начинот на чување на народните носи и на сите музејски предмети во музеите, од не само кустосот, туку буквално од сите вработени, бидејќи сите си имаат своја надлежност. И секако директорот. Значи, сите мора да бидеме под еднакво одговорни за чување на нашето културно богатство, доколку сакаме да го имаме. Ако не во спротивно, сето тоа може да се уништи и потоа да немаме не само култура, со културата оди историјата, така да ќе го немаме ни тоа. И сега тука имам едно малку така помалку неизгодно прашање, зошто, бидејќи го спомена раководството, го спомена директорот, а од друга страна малку од други извори ја знам приказната твоја практично дека не само што не си била од претходниот директор соодветно валоризирана и препознаена со оглед на тоа што го правиш и како се вложуваш себе си, туку па си била и мета на разни притисоци, можеби до некаде и мобинки, ако тоа се тешки зборови, па не сакам да излезе нели некаква поинаква приказна од ова вечерва, но важно ми е за тоа што ако вработен имаше, јас сум директорка, например, имам вработена или под мене е вработена во институција Музеј на Македонија, која гледам како посветено го прави тоа што го прави на собствената позиција, веројатно дека во најмала рака ќе се потрудам барем да бидам блиску еднакво толку вложена како раководител, како директор, да направиме нешто повеќе и малку повеќе да ја унапредиме институцијата која јас ја раководам. Во твојот случај тоа не беше случај. Да, за жал не сите размислуваат така. Музеот има конечно раководство кое што заслужува да се поздрави, например. Така, во моментов се уште не сме дефинирани на таа основа. Предходно, да, имаше некои немили настани. Дали тој директор е променет заради притисоците врз тебе? Не знам поради што, навистина. Меѓутоа, за жал, постојат и такви луѓе кои го, се однесуваат на тој начин, иако сметам дека не треба, не само со колега, особено кој е директор, значи начинот с кој се... Да, тука веќе доаѓаат во предвид и машко-женските односи. Плюс тоа, да, сметам дека жените не се заштитени баш многу во тој поглед, особено едноставно нема каде да се обратиме. Јас би рекла на тој начин, кратко јасно. Нема каде да се обратиме доколку се случуваат некои такви работи на нашите работни места. Збориш сега како во музејските институции или генерално во администрација? Јас сметам било каде, да. Бидејќи доколку се случи некој таков настан,
трае подолго време, меѓутоа ета не можеме да го кажеме баш, можеби баш мобинг. Треба да имаме некаде каде што би можеле да се обратиме за некој да не поверува и да види дека тоа навистина е така и не треба да продолжи така. Институционално нема процедура како да се пријави кому или нема слух, а процедура постои? Што Процедура најверојатно постои, а слух слабо дека има. А на институционално ниво тоа би му дошло како она порано. Каде ја те суди, каде ја те тужи, каде ја те суди. Така да, тоа е тоа. Тие работи, мислам дека во иднина мора малку и можеби ние како жени и како работнички да го сведеме на некој повисоко ниво, за да нема такви случувања. Не смо жена што сака да работи, можеби некој помалку работи, но тоа не значи дека треба да се соочува со такви проблеми. Апсолутно, да. На крајот на денот ние не мора сите да се сакаме меѓу себе, но работното место, работно место и таква атмосфера мора да постои. За цела среќа тоа е во минатото, па нов лист врти на некој начин музеот, па нели дај Боже да она што мене ми е важно и што ќе го дискутираме наскоро е промоцијата на вашата работа на македонските музеи, конкретно музеот се наоѓа во Старата чаршија, за оние кои малку имаат можеби дилема каде се и што се она што ме интересира е повеќе странци влегуваат или наши? Во минатото, бидејќи работев и како водич во музеот, повеќе доаѓа странци. Тоа имаше и организирани тури, нели со водичи кои што поминуваа низ неколку градови, да речеме, во Македонија, па го посетува и нашиот музеј. Во последно време тоа е многу ретко. Можеби така странци кои што на своја рака шетаат, а меѓутоа организирани тури се поретко има. А што значи порано имаше почесто? За кој период порано зборувам? Па можеби 7 години, така нешто. Пред 7 години? Од прилика, да речеме. Сега не посетува, драго ми е што па ете уште доаѓаат деца од училиштата, бидејќи сепак етнологијата е најприемчива за нив. Особено за основните училишта, бидејќи етнологијата е она првично што можат да го разберат, да го видат. Понатаму се и другите музеи. Така да дечиња доаѓаат, имаме и едукација, едукативно катче со кој што работат моите колеги, па се прават разни проекти, така да, сето тоа. А има ли некоја интересна реакција од помладиве, од децава кои доаѓаат? Ме интересираат нивните реакции, како ја восприемаат? Јас кога работев исто како водич, да, дечињата се интересни, секогаш ги интересира зашто е вака, дали можам да го допрам тоа, дали не можам, и што представува. Кај народните носи можеби толку не можат помалите да ги осознаат, особено им е интересно кога ќе им кажам дека така се облекувале во минатото и сите зачудено гледаат. Нема кроп топ, нема кратки маечки, такви онакви интересни нивни стилови какви што сега ги, нели секоја генерација си има свој стил како и да е. Ги спомнавме помалите, децата кои доаѓаат, дај Боже таа навика е да речам на училиштата да им организираат ваков тип на посети никогаш да не престане, дури напротив да се множи уште повеќе, бидејќи тоа е еден од начините како да им се доближи. Меѓутоа споменавме некаде на почетокот и твојот ангажман повторно од љубов, без некакви особени надоместоци, исклучиво ти и твојата љубов кон етнологијата истата, да се убедиш да им ја доближиш уште повеќе на најмладите. Една од твоите книги е токму сликовницата Скриеното богатство на мојата баба. Истата ја промовираш и низ градинки, имаш многу интересни впечатоци од децата, на социјалните мрежи ги споделуваш. Ајде, сакам некој момент да споделиш од тие промоции низ градинките. Нешто што може да биде баш така, не можеш да си го заборавиш. Така, сликовницата се случи и таа случајна. Беше идеја на мојата керка. Ништо не е случајно во животот. Тоа не е, да. Беше идеја на мојата керка. Читавме нешто поврзано со археологија
И че мамо пишуваш се останато, не си напишала никоја сликовница, што особено за етнологијата. Каква убава идеја. Да, ја викам, ајде, зашто да не. И така испадна приказната за мојата баба. Всушност и вистинска приказна, селото во кое што живееше мојата баба, а незината прабаба. Па тргнавме од таа идеја и така се роди сликовницата. Цртежите што се внатре во сликовницата се неизини. И кога ја промовираме по градинките, одевме заедно, а токму за да им биде уште поинтересно на дечињата, така да читавме инсерти. Меѓутоа имавме и, ето тоа ќе го заборавев, имавме драмско студио, да речам, како мала представа. Одлично. Во која што беа вклучени ученици од незиното оделение. Едната беше нели бабата, другото девојчето, мајката и така да тоа ми беше многу интересно и на дечињата и во градинките, па и во училиштата. На тинеџерите, значи да, нивна идеја како да го представиме, работев со нив. Беше не тешко нив да ги убедиш или тоа? Не. Навистина децата сакаат. Не само овој проект, јас имав многу проекти поврзани со децата. Например, правевме плетење венче за Ѓурѓевден. На платото на Музеј на Македонија беа околу 200 деца собрани. Значи, од сите училишта кои што слушна, доаѓа и плетевме венчења. Беше преубаво. Имавме многу и ликовни работилници, каде што самите цртаа. Имавме ликовна изложба кои сами ја подготвуваа. Исто така проект со предавањата низ Македонија, каде што сакав да ми ја доближам етнологијата буквално на сите деца. Бидејќи некои доаѓаат во музеј, некои не доаѓаат, со смена на генерациите на наставничките и не сите го познаваат музеот каде се наоѓа. Па поради тоа повторно по идеја на мојата ќерка направивме во после короната, беше во смислена во текот на тој период, меѓутоа рековме само што ќе се слободат училиштата, ќе почнеме со таа идеја. Прашав мои колеги, беа заинтересирани, така да направивме патување низ Македонија, да речам, со предавањата за народни носи, народни обичаи, народна архитектура и настанувањето на парите. Од трговијата до денешниот начин на плаќање бевме вклучени 4-5 колеги. Во Скопје ги опфативме сите училишта во општина Аеродром, Центар, Газибаба, уште едно мислам дека беше, и Кисела вода, да, и потоа неколку градови низ Македонија. Носевме и голем број на литература, на книги кои што ќе за училишните библиотеки што ќе им бидат потребни. И опфативме околу 10.000 ученици. Јас навистина тука бев пресреќна, бидејќи децата навистина има голем интерес. Ние се мислиме дека се поврзани само со интернетот и со она што ќе го најдат нели таму и да речам со можеби нешто помодерно. Меѓутоа сите беа заинтересирани како тоа се облекувале во минатото, во какви куќи живеели, како можела тоа мајката да го изработи целата таа носија. Особено кога ќе им кажав дека нели мора да внимаваат и децата, бидејќи ако им се нели скине или ја извалкат, ќе мора да се почекаат до наредната. Така да навистина беше преубаво чувството при предавање на сета таа наша традиција. И за исто така за тој проект добивме награда од ИКОМ за проект како проект на годината. ИКОМ е што? ИКОМ е Сдружение на музеи. На музеи во светот и во точно во Македонија. Не, ова е на македонско ниво во нашата земја, а ИКОМОС е на светско ниво. Меѓутоа соработката е заедничка. Добро, колку ваквата апсолутна стратешка концепција да им се доближи на младите, ова многу ми се допаѓа дека сепак се заинтересирани и не е дека нашите деца не сакаат да се запознаат со културата и традицијата, туку треба само да го погодиме методот и начинот како. Колку институционално, генерално, не како музеј, зборувам како, не знам, Министерство за култура и така натаму, сето ова знаат да го валоризираат. Што го правите? Па за кога се работи за едукација на децата, мислам да го препознаваат, така да тој дел е. Значи имаме промени, така е, можеби, ете добро. Иако и не сите овие, да речем, проекти
бараат некои финансии. Јас често ги работам и без никакви финансии. Сите овие што ви ги набројав до сега се чисто од љубов. Го заборив да го споменам проектот Мајка, кој беше најден на вистински одраз на голем број посетители на деца. Тоа беше проект кој што го правевме со 4 институции, со Археолошки музеј, Национална галерија, Музеј на Македонија и Современа уметност. Турата почнуваше од Археолошки музеј, во кој колешката раскажуваше за големата мајка. Од тоа ги носеше децата до Даут Пашинамам. Таму на другата колешка продолжуваше да раскажува за мајката во рамки на нивните дела. Па јас ги преземав низ чаршијата, раскажувавме низ чаршијата, нели, за мајката во минатото, стигнувавме до Музеј на Македонија каде што ја раскажувавме носијата и потоа до Современа уметност каде што колешката продолжуваше во најсовремените дела на уметниците да раскажува представата на современата мајка. Леле, ова звучи прво многу богато, второ Да, многу многу интересно, да, и многу живописно, некако Так. да цело време им се сите сетила фино активирани, да не испуштат ништо и практично да научат, тоа е Так. многу важно. На тема нашата традиција и нашите носи, можеби сме земја која е најбогата со народни носи од секој град во било кој од регионите. Има можеби различни носи, највпечатливите ги знаеме кои се, нели, на галичката свадба, дебарската, мариовската, како и да е. Дали она што ми е прашање, бидејќи ја споменав галичката свадба, бидејќи тука се е најиспопуларизирана или можеби искомерцијализирана, ако е тоа погрешен збор, нека не ми замеруваат гледачите. Бидејќи современите невести се облекуваат традиционално во носијата и така се прави, нели, неколкудневната галичка свадба. Дали денешната македонска невеста практично ја носи носијата како фолклорен костим на сцена? Мене годинава ми се падна да бидам галичка, нели, невеста, или се чувствува како духовен завет и символ? Го забележуваш ли тоа? Вака прво да кажам дека да има голем и другите народи или своји народни носи се, меѓутоа јас сакам да се кажам дека нашите се најубави. Па и најубави, најбогати сме, најмногубројни ги има, најразнолики. Секој село, секој регион, па и внатре во селото има различни носи, дали се, нели, невестински за млади луѓе, старо доба, празнични, летни, зимски, значи секакви, така да сите и со возраст исто така се различни. Народната носија не можете да ја носите како костим. Едноставно со самото тоа што ќе облечете, веќе влегувате во друга димензија. Така да мора да се чувствувате исто како што се чувствувале и тие во минатото, да ја носите со гордост и да знаете каде припаѓате. Со самото да допрете една народна носија или било кој парче што го ткаеле нашите баби и прабаби, ќе почувствувате цела историја на дланка. Затоа не верувам дека ја носат само како костим што им се паднал тој ден, така да го носат. Значи, тоа е цела една енергија, невозможно е да се изигнорира и да не се влезе во нејзината суштина и во нејзината апсолутна приказна. Ако традицијата не се живее, ова се некои малку полуфилозофски прашања, повторно ќе се вратиме после на тие поупипливи теми на дневно ниво. Ако традицијата не се живее, туку само се изложува во музеј, дали таа станува мртво наследство и каде е границата меѓу патриотизмот како чувство и патриотизмот декларативно? Кога го спомнувате патриотизмот, во последно време, да речам годиниве наназад, се спомнува во многу негативна конотација. Јас не знам зашто е тоа така, бидејќи патриотизам сам по себе значи љубов кон татковината. Толку. Не мора да изложуваме знамиња, да се татовираме, не знам како со тие сите символи. Тоа е чувство што го имаме внатре за земјата во која живееме, во која сме родени, или пак за земјата во која живееме. Почит кон таа земја и што е она што ние можеме да придонесеме кон таа земја. Колку се бориме, нормално не е лесно, меѓутоа исто како институцијата, како семејството, така и земјата ќе биде онаква како што ние ќе ја создадеме. И за мене тоа е патриотизам. Потврливме ли како држава и во кој момент во континуитетот практично, иако ова што ти го зборуваше многу ентузијастички и делува многу оптимистично па и позитивно, но ајде во континуитет дали потврливме и кога
во наметнување и негување на љубовта кон македонската традиција и фолклорот? Ја мислам одамна. Ние мора да се навратиме на сите тие вредности што ние како народ се ги имаме. Нашава земја што да не речам не ги диктира, туку едноставно ги има, ги поседува. Сите тие вредности ги нема секој народ. Може би ете ние на Балканот, меѓутоа почнавме да следиме многу некои други трендови што мислиме дека се навистина модерни, да го следиме тој начин на живот. Меѓутоа сепак и тоа модерно е во наводници, не знаеме што може да биде модерно. За секој е различно. Нема стандардизација, нема да. Како да се урниса некако вредносниот систем или грешно? Па буквално така, да. Тоа се гледа во младиве генерации, начинот на како живеат, па и во едноставно во секојдневието. Сепак мислам дека можеби тоа потекнува и треба да го промениме прво начинот на кој што сме тргнале да ги воспитуваме нашите деца, начинот на кој што се воспитувани во училиштата, значи да се навратиме на она што навистина бевме ние. Ајде уште еднаш тоа што значи да се навратиме на она што навистина бевме ние. Кога навистина бевме ние? Па да не речам сега во времето на патриархатот, тоа е можеби време каде што и сме немале толку права како жени, како млади луѓе, децата со свое мислење. Меѓутоа во времето кога се почитувавме себе си. Значи кога почитувавме семејството, кога се знаеше што значи семејство, кога се почитуваше мајката како мајка, таткото како татко. Сигурно знаете тоа беа и нашето време, да речем, кога растевме. Така да тоа мислам дека мора малку да го вратиме назад. Тоа се тие вистински некои вредности кои па барем од нашата генерација 80-тите години создаде една постабилна, да речеме, транзициска генерација која потоа требаше да го остави патот да продолжи да го одат нашите деца, колку успеваме ќе видиме, се трудиме. И секако љубовта кон татковината, не значи дека често слушам од младите, нели за земјата не ми дала ништо, па сега нели ќе одам во некоја друга земја или како и да. Јас работам од мој 17-18 години. До сега не сум била ни еден месец без работа. Така да и никогаш не сум ни помислила дека треба да одам во некоја друга држава за да работам. Да, тешко е, не е лесно. Меѓутоа, па тој не челичи како луѓе, не оформува како луѓе. Така да мислам дека младите многу лесно се откажуваат од борбата која што треба да ја водат за да излезат на вистинскиот пат. Да, добар апел е ова и впрочем бадијала се сите апели ако немаш личен пример преку кој можат тие вака илустративно да видат како Наде се бори да успее во својата професија и тоа сето потекнува од љубов кон тоа што го работиш и кон земјата и незиното културно-историско богатство. Може ли една држава да обстане духовно ако младите не ја познаваат традицијата на своите баби и дедовци? Што губиме кога ја губиме носијата, ми е прашањето, само од каенината или дел од сопствениот идентитет? Кога сме кај негата на овие носи? Кај негата, така. Знаете, нашите предци, жените, кога ткаеле и создавале носија или било што од каеници што им било потребно за секојдневието во домаќинството, па и за облекувањето на децата, тие не знаеле дека ќе создадат историја, не знаеле дека ќе создадат културно наследство. Меѓутоа, како што поминуваат годините, нели, тоа всушност си представува сето тоа. Така да тие жени во минатото во народната носија ја проткаеле цела историја. Буквално се она што ги обкружувало во животот го имаат ставено во народната носија. Сите тие бои, елементи, символи што сите си имаат свое значење. Не е дека на некоја жена, на пример од Скопско и текнало туку така да стави ром или било што на народната носија. Сите тие форми имаат значење. Затоа и представуваат токму култура, меѓутоа на пример ромбот што значи? Во различни носи различен, да, кој ќе дојдете во музеј ќе објаснуваме подетално. Се си има своја символика.
кога ако немаме корени, нели, кога не стоиме цврсто на ноза, не можеме да гледаме ни напред. Истото се случува и со нашата историја и традиција. Ако ги немаме, ако изгубиме дел од нашата култура, не зборам сега само за носители, материјалното богатство, имаме големо нематеријално богатство, тука е фолклорот, народните песни, обичаите, бидејќи самиот начин на создавање на народните носи представува некој вид на обичај, бидејќи тука се практикувале многу обреди за да се создаде една народна носија, особено невестинската. Значи сето тоа е богатство. Затоа јас сум вклучена сум во тој дел на заштитата на културното богатство, имам пишувано и за тоа текстови и на вистина сметам дека мора многу да обрнеме внимание на тоа, бидејќи не е само прикажувањето и едукацијата, мора да ги сочуваме. И народните носи и сето другото богатство што го имаме и во музеите и надвор од музеите. Да, ти дури си можеби внимателна и нели тоа е таа една интересна женска дипломатија во представувањето на работите, но на тема чувањето и одржувањето на нематеријалното богатство, често пати сме слушале критики, сериозни критики, особено изминатите години, би рекла. Нематеријалното културно... Мрднуваме ли кон подобро? Ние во музеј сме задолжени за материјално културно наследство, и ако го негуваме нематеријалното преку обичаите, и музиката не, меѓутоа повеќе обичаите, меѓутоа кај нас, например, пак кажам, сето тоа е малку системски несредено, неуредно. Можеби и заради тоа го имаме тој проблем. Не само на материјалното и на нематеријалното, каде тие да се чуваат, кој треба да ги чува. И се доведуваме до проблем каде што јас, например, имаме голем број на теренски истражувања, етнолозите, зборам повеќе тие во минатото, моите колеги. Ние немавме архива каде што се чуваат тие теренски истражувања, па така да Ама како е можно да немаат? Така, јас се потикнав таа иницијатива пред неколку години, така да сите тие теренски истражувања сега се собрани. Јас и мој колега ги дигитализираме, ги средуваме тие теренски истражувања и тие се всушност тие нематеријалното културно наследство кој ние како музеи можеме да го собереме, бидејќи сите тие луѓе на терен не се повеќе меѓу живите, не се, нели, оди со нив, доколку не го собереме на време, нема да го имаме. Затоа и тоа е многу важно. Останувам без зборови со секое твое сведоштво за она што се имаме и како тоа повеќе ме фасцинира овој твојот начин на кој што не дека не очекувам и не дека не сум видела човек кој со волку љубов пристапува кон она што го прави, меѓутоа ти се воодушевувам баш заради тоа што е дефицитарна твојата професија. Ме интересира, еве ти не си несреќна со надоместокот месечен кој што го добиваш за работата, местото каде што си вработена. Но зошто и во кој момент изумира регрутирањето на млади луѓе кои ќе продолжат после тебе, после твоите колеги? Нели тоа мора некако да ние сме една ризница од па и археолошки пронаоѓалишта кои допрва излегуваат. Практично треба да како да ја вратиме љубовта кон оваа професија? Нашата струка може би е дефицитарна, бидејќи треба да се отварат работни места. Едноставно, не само по музеите. Ја би рекла дека етнолози задолжително мора да има во секоја општина, и во сите структури кои што ги има, нели, нашата земја како позиции, како раководни места, не знам, комисии, бидејќи етнологот и антропологот е тој што го знае, го опипува цело општество, бидејќи ние го учиме тоа што, например, можеби другите не го гледаат во општеството, бидејќи анализираме постојано. Така да само отварањето на нови работни места може да се врати етнологијата како кадар, со кадар на местото кое што беше порано, да не речам во времето јас кога студирав и кога имавме 30 бевме 30 студенти.
Да, тоа некако паралелава ми е малку ми е очајничка, морам да кажам, заради тоа што слична приказна се случува и со студиите за новинарство или за медиуми, комуникација, така натаму се помал е бројот, иако има размрдување, не велам не, меѓутоа мораме нешто некаде да ја најдеме солуцијата и да пристапиме кон, не знам, јавни кампањи, тет-а-тет начини како да ги освестиме и креаторите на политиките, но и младите да ги разбудиме дека мора да наследат. И во исто така и во образованието. Едно време мислам дека беше етнологијата дел од тие изборните, не етнологијата, туку како култура нешто беше представено, не се сеќавам, да, дел од изборните предмети, народни фолклор или нешто така беше. Така, знам бидејќи јас тогаш баш ги студирав тие до диплом за квалификација што беа за наставник студиите и имаше такви изборни предмети. Не знам зашто тоа се укина. Мислам дека укинато. Се уште им се изборни, мислам изборни, дека. меѓутоа мислам дека немаат како етнологија или нешто за културата, немаат. Пак е нешто фолклор и традиција, е нешто, меѓутоа не е. Треба да има, затоа што така децата и ќе осознаат и за културата и традиција, ќе се заинтересираат, па можеби некој ќе продолжи понатака. Често одат на етнологија или етномузикологија, тие што се занимаваат, што со фолклорните друштва, значи игрорците. Меѓутоа, сепак како етнолози, мислам дека треба да има повеќе. Кога зборуваме за духовни вредности, дали жената во македонската традиција, тоа го кажа дека била стол практично, односно на зачувување и пренесување. Меѓутоа, мислиш ли дека во еден момент била и жртва на овие вредности во тоа? Па тоа е многу интересно, бидејќи сите тие некои работи што се случувале на жената, не носеле бенефит на неа, меѓутоа таа сепак ги пренесувала. И так на тој начин ги воспитувала децата и тие нивните и така натаму. Например, жената немала право на глас кога се работи нели за обштествени немала обштествена улога. Тука едноставно само ги следела нормите кои што општеството ги задавало. Меѓутоа таа не знам, едноставно сето тоа не и пречало и продолжувала на тој начин. Тука нели ќе го споменеме не само наследувањето, туку и начинот на кој се воспитуваат децата, па и внатре во домаќинството. А жената била толку умешна што не само што го водела целото домаќинство, во нашите планински села каде што зимата била на пример некаде траела повеќе од 3 месеци, таа морала да испланира се, бидејќи мажите често биле на печалба некаде година, 2 години. Таа точно знаела колку треба да има за прехрана во текот на цел тој зимски период, колку за децата, за стоката, што да прави доколку детето нели е болно, за да не зборуваме, не ни смеела нели да биде да се разболи, така да жената ги знаела сите закони на природата, законите на човекот како биолошко суштество. Таа сама се пораѓала, го знаела и сето тоа. Така да, иако ги нарекуваме можеби нели неуки дека не биле образувани, сепак буквално знаеле, се биле и стратези, и мајки, и учителки, и се поред. Исто така се занимавале нели и со стоката и со домаќинството. Ова е тоа кое што така би требало да не подосвести колку во суштина во себе носиме сила, волја и неограничени можности за да успееме во се што ќе наумиме. Го спомена наследувањето, токму затоа и ова прашање беше сега и тука за да го направиме преминот во следната тема која е исто така фасцинантна. Јас првпат гледам ваков научен труд, го исчитав 2/3, ми останува уште 1/3, ама ќе си го завршам. Значи, научниот труд се вика наследувањето, анализирано во рамките на обичајното наследно право и на граѓанското законско наследно право, во кој практично анализираш и пишани извори, ама имаш и интервјуати со адвокати кои застапувале одредени оставински постапки и така натаму. Што е поентата, да не звучиме многу апстрактно, ти ја објаснуваш хронологијата на онаа
ајде стар обичај или навика, сестрата во оставинскава постапка, па и самата да почувствува дека треба на братот се да му се остави, а братот да е тој кој како машко, нели, треба да наследи, не знам, стан, куќа, имот и така натаму. Зошто тоа е уште вака? Поаѓајќи од себе си или еве или ти од себе си, како и да е? На почетокот кога ви кажав дека имаме на песна во од Миладиновци во Невеста, во неа токму тоа и го кажува да се збогувам од братови дворои. Значи мајкови скутои, меѓутоа братови дворои. Жената во минатото, значи на тој начин била воспитувана уште од мала дека таа е таа што нели оди во друга куќа, во друго семејство, носи друго презиме. А машките деца се тие кои што остануваат да ги чуваат нели родителите, остануваат во истата куќа, имаат потомци кои што нели го наследуваат тој род и токму поради тоа се правела и таа разлика во наследството. Не дека имало разлика помеѓу родителите, па сега повеќе го сакале машкото дете од женското, иако ја знаеме нашата стара нели поговорка каде што стреите капат кога ќе се роди женско дете. Меѓутоа они нашла начин како на некој начин може би да речам да ја обештетат за тоа што не добива дел од куќата и наследството, со тоа што носи чеиз. И даваат чеиз, меѓутоа сепак тоа е многу различно и сите мои соговорнички кога правев интервју, сите некако со многу тага зборуваа за сето тоа. Значи кажуваа дека во минатото не можеле да го кажат тоа, меѓутоа вика сега ако сум на овие години јавно ќе кажам колку тага носам во себе затоа што не добив ни бар едно многу мало парче од таа земја на која кога и да ми беше тешко во другото семејство ќе можев да поидам и да се исплачам, ако не друго. Така да можеби тоа сега е променето, меѓутоа сепак не до толку, зависи каде. Меѓутоа со законите, како што нели доаѓале во законот стои дека тие се наследници од прв ред, децата без разлика нели на полот, така се наследници од прв ред и законски мора да биде прашана и жената дали зима дел од наследството или не. Меѓутоа во минатото каде што се уште не постоеле тие пишани закони, значи жената, ќерката, сестрата по автоматизам била исфрлувана од наследството. Во кои делови од Македонија ова е си уште вака? Со оглед на овие твои истражувања? Моите истражувања се во Скопско. Така да можеби во руралните средини. Без разлика западен источен регион? Не, да, без разлика, бидејќи моите адвокатки кои што работат нели на предмети од различни краеви, кажуваат дека жената се уште го отстапува своето наследство. Во законот стои дека доколку на пример таа куќа не може да се дели или да се отстапи некако некој дел и на другиот прв наследник, и во тој случај може да земе само едниот, меѓутоа нели да се обештети и другиот. Меѓутоа, пак ќе кажам, во минатото тоа не било така. Меѓутоа, жените кои што имале малолетни деца, тие останувале во семејството. И тоа зборам во семејството пак на мажот, не во своето. Во своето не добиваат ништо. Тоа е тоа. Док освен ако имаат само сестри или ќерката единка во фамилијата, па тогаш ја добива нели куќата. А доколку се сестри, обично се договарале која ќе ги дочува родителите, па таа ја зима куќата на пример или живее таму. Полесно се договарале. Така сите соговорнички го кажаат тоа, меѓутоа доколку земеле на братот, тие самите имале чувство дека му зимаат на него, не на таткото. Туку едноставно дека зимаат дел од братот, бидејќи на тој начин и биле воспитувани. И тоа тука е пак интересно што го кажав и претходно, дека жената, иако тоа на своја штета, она пак го пренесувала тоа истото на незината ќерка. Тоа е тоа чуварот на традицијата.
Друго, за наследството е интересно што и во денешно време има еден сегмент на кој жената повторно се остава без наследство. Тоа е делот кога може би денеска, меѓутоа во минатото повеќе се практикувало, значи како ќе почине оставителот, дури тогаш по некој известен период се води таа оставинска постапка. И затоа, доколку сопругот, ако нема ништо лично на негово име, тогаш жената, ако сопругот нејзин почина и на оставителот го надживее, односно неговиот татко го надживее синот, Добра. тогаш жената, иако е мажена за неговиот син, не добива наследство. Тука наследството... Значи, по сите основи е жената практично оштетена, па дури и се согласува со ваквата и не се буни. Ова е во денешно време, во условно денешните кажано. закони. Е така. А ова во денешните закони, Да. значи ние сега практично ова е апел од оваа сцена сега Да, од тоа тебе со оглед мора- на истражувањето, да. ова не го знаев дека треба да се интервенира. Така. Например, бидејќи ние законски на хартија практично ја правиме дискриминацијата. Буквално, доколку е жив, добива. Меѓутоа, тоа е тоа наследување по машка линија, патрилокално што го имало и во минатото. Значи, од дедо на внуци, од татко на син, и тука наследуваат внуците од дедото. А доколку сопругот е жив, а нели оставителот дали е починат или не, сака нели да го подели имотот, тогаш добива оствари жената не добива синот. Така? Сопругот Бидејќи нејзин. тој е жив, да. Е така, меѓутоа кога сопругот ќе добие на негово име, тука веќе после тоа, по неговата смрт, жената може да го добие имотот, доколку нема деца, го добива цел имот, доколку пак има деца, мора да го дели со нејзините деца. Да. Ако се малолетни, тогаш се јавува како старател, па потоа го дели, или пак ако се полнолетни сите добиваат дел. И се Значи, ова е еден секогаш е од- во зависност ако децата се откажат, ако мајката се откажа, меѓутоа по правило е така. Ова е еден од законите на кој му треба интервенција. Верувам дека имаме други законски решенија кои уште поитно треба да се менуваат и се менуваат, како што можеме да видиме, но сепак ова се граѓански прашања кои провлекувајќи се традиционално стигнале до тука, па и во 21 век не имаме ваков закон каде што нели кога сопругот почина, таткото негов кај него станува ако тој е жив. Така. Нели тука тоа е малку така сериозна абсурдна ситуација и деца се во прашање. Така, во поблиското минато каде што можеби нели многу помлади стапувале во брак, па сега може да замисли жената од некаде 19 години во таа куќа и целиот нејзин живот поминува таму, меѓутоа таа сепак на крај не може да добие ништо. Таа е традиција и тоа е длабочина и тоа е историја и тоа е и своевидна култура, своевремена, но колку ги оштетила македонските жени од денешна перспектива гледано? Така, јас тоа не би го нарекла култура, туку начин на живот кој што тековно се менува. Добро. Значи тие се закони кои што од непишани закони на општеството, на заедницата во која што живееле, постепено во текот на развивањето нели на Македонија стигнува до закони во кои што треба да бидеме рамноправни по секоја основа. Така да доколку тука има некои нели како овој случај во законот треба да се променат. Меѓутоа тоа не е традиција. Значи тоа е нешто што се променува. Да, така е и треба да ја апелираме од оваа позиција, некои работи, некои не знам. Ете со одредби кои де факто практицираат потоа или произведуваат во пракса одредена ситуација на бидејќи ако во минатото жената на пример поради одредени причини не можела да го каже својот глас или да се буни поради тие одредби на општеството, затоа што знаете во минатото
минатото важел тие кодексот на однесување со зборување, каде што морале да внимаваат особено жените на начинот на однесување за да не бидат исмејувани, покажувани со прст. Или озборувани така. Да ја зачуваат честа својата на семејството. Денеска мислам дека тоа треба јавно да се каже и тие некои пропусти да се надополнат. Бидејќи како што и продолжетокот на истражувањето, особено во времена нели кога се случуваат тие непосакувани бракови или семенонасилство или што и да е. Само што ќе те надополнев, тоа ќе ми беше следно. Што и да е. Многу од жените баш заради економската несигурност остануваат без ништо, немаат каде да се повлечат, односно да се тргнат од лошиот брак. Сега тоа може би така оставено бидејќи во минатото нели како што каже една моја соговорничка, нема каде да одиш. Дали те тепал, те бркал, мораш да останеш таму каде што си отишла. Меѓутоа, тоа е на некој начин оправдување на тогашното насилство, така да тоа треба да се промени и со добивање на наследство, дали е куќа, дали е нели парче земја, жената ќе си има сигурност и доколку се случат такви непосакувани нели немили бракови, ќе може полесно да излезе од сето тоа, полесно каде што ќе може да си ги земе своите деца, а не да ги остави на пример кај насилникот во семејството. Бидејќи сите знаеме како функционираат тие шелтер центри, колку долго се останува таму, колку може да се помогне на една жена. Ако сакаме и системски на вредностите да влијаеме, овие досега излагања твои, посебно на последнава тема околу наследувањето и околу тие уште закоравени, условно кажано, позиции во правните рамки, јасно е дека ако останеме на нивото на кое што полека покажуваме некаква волја дека сакаме да менуваме, дека третманот е рамноправен и така натаму, но во пракса тоа не е така, и ако останеме ќе биде погубно и за идните генерации жени. Сакам за крај, иако се борев со себе си да не го поставам последново прашање, бидејќи не мислам дека 8 март го има соодветното значење и се восприема онака како што треба и воопшто луѓето знаат да го прослават онака како што е прогласен за меѓународен ден на жената и зошто е така прогласен. Сепак сакам во очи на 8 март да те прашам, мислиш ли дека позицијата на жената во Македонија е на задоволително ниво? Многу е широко прашањето. Тука се и лидерските позиции на жената, па жената во потехничките струки, не знам, IT струките, па и овие други кои се сметаат за машки професии, а знаеме дека имаме и жени во тие исклучително машки професии. Мислиш ли дека успеваме да го постигнеме тоа за кое што постои 8 март? Успеавме ли во Македонија? Мислам дека не. Каде не успеав? Не бидам накој со така, меѓутоа мислам дека имаме уште многу работа, како што кажа, не е се само законот да биде напишан на парче хартија. Значи, доколку тој не се применува, не се почитува, не се укажува на тој онамо каде што греши, тогаш не сме добиле ништо. Значи, праксата е она што ни е потребно. И пак ечам, може би не се потребни тие 30%, 20% застапеност на жената, политика. Да не мерат во проценти. Така, да не мерат во проценти, туку едноставно треба да се гледа способноста на жената, а на вистина е голема. И на интелектуално ниво, и физички, ние сега зборувавме за жената во минатото што се не правела. Така да ако жената може да роди 1, 2, 3 деца, значи дека може се да направи. Поради тоа мислам дека треба да не гледаат на тоа ниво. Да, апсолутно, ама па ако не си ја запознаеме историјата и ако не зборуваме за историски позицијата на жената и низиниот вредностен систем, па и третман, тогаш како би знаеле да си се цениме сега и да се трудиме да бидеме подобра верзија од себе и да имаме подобра положба. За крај твоја порака за младите девојки, на прва што и да е, врзано со твојата професија, можеби нешто врзано со 8-трето.
Нека биде порака до младите девојки. Од Нате. До младите девојки е прво да се сакаат себе си, онакви какви што се, секогаш да се трудат да се подобруваат, да бидат самокритични, да учат максимално и никогаш да не се задоволуваат само со една работа, прво да бидат честни и да учат, да се образуваат и да учат во животот, и ако имаат цел, обавезно да имаат цел и да го следат патот до целта. Тој пат, како и мојот, не секогаш е лесен, трнлив, со солзи, можеби стресови, нервози, меѓутоа, како зборуваме, ако она што не убива, не прави само многу посилни. Така да исто и тоа. Значи да не се откажуваат од својот сон и од својата цел. Ама да имаат обавезно во животот, без тоа не може. Така е. Заради тоа што патот кој ќе го ода до неа, потоа е тоа кое што ги учи и ги прави посилни. Наде, многу ти благодарам што вечерва беше дел од подкастот на Алфа. Можеби повеќе беше зборувавме за тебе и за твојот личен развој, меѓутоа овој другиот дел некако ми се чини дека имаше посебна тежина во информативна, во едукативна смисла, но и во смисла на тоа колку не знаеме, колку што се имаме, како треба да го чуваме. И едноставно, еве, овие традиционални некакви позиции на жената, заради кои многу работи ни се сега појасни од како ни ги објасни вечерва всушност. Благодарам, се надевам им бевме интересни. Дали ја зарази веќе и ќерката која можеби ќе та наследи во оваа насока етнологија, антропологија? Она е играорка, меѓутоа на повеќе уметник, црта многу убаво, ја сака уметноста, па ќе видиме. Така е, како и да е, нека бидат младите тие кои па и преку таков тип на културно самоизразување, уметничко самоизразување ќе оставаат наследство во Македонија. Уште еднаш ти благодарам. Благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Верувам дека уживавте. Беше ова малку поинаков агол на Алфа подкаст вечерва. За следната сабота ви најавувам жена, ексклузивна гостинка во подкастот на телевизија Алфа, и само тука толку ќе оставам под ова ексклузивно. Креирајте и прети се останете жедни за следната сабота во очи на 8 март. Добра ноќ.